Почитувани медиуми, почитувана јавност. Добро. Да. Дали сте подготвени? Да. Почитувана јавност, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Еврозаев во Република Македонија е синоним за криминал и корупција. Репресираниот судски систем под јаремот на Зоран Еврозаев со денови не постапува по јавно искажаните обвинувања за лихварство, рекет и репресија во Струмица, за кое се сведочи дека лично го вршат премиерот и неговиот брат Вице преку нашироко познатата семејна менувачница. Кланот на Еврозаеви, според тврдењата на струмичанецот Митко Ѓоргиев, искористува стар должничко-доверителски однос, односно стар и исплатен кредит, за да може да го казни Ѓоргиев за јавно искажаните критики против актуелниот премиер. Зоран Еврозаев, струмичанецот Митко Ѓоргиев тврди дека е под закана на кланот на Еврозаеви, кои не сакаат да му го затворат одамна исплатениот и надплатениот кредит издаден од семејното финансиско друштво ПЕОН и при тоа за 12.000 евра по зајмица му наплатуваат над 40.000 евра. Правните институции на системот, реформирани токму од Еврозаев, досега не тргнале во проверка на обвинувањата од граѓанин, кој што тврди дека за позајмица кредит од 12.000 евра од семејното финансиско друштво ПЕОН Еврозаеви, покрај наплатените 24.500 евра, му бараат дополнителни 20.000 евра, според граѓанинот, само и само за критика која тој е искажал кон Зоран Еврозаев. Постои можност кланот на Еврозаеви преку познатата семејна менувачница да наплатуваат лихва, со тоа што каматните побарувања од над 30% годишно се далеку над законското пропишаните. Таквите односи ги става во подредена ситуација граѓаните на Струмица, каде до вчера долгогодишен градоначелник беше токму актуелниот премиер Зоран Еврозаев. Ке остават на институциите финансиското друштво на кланот Еврозаеви да биде над законот. Почитувани, обвинувањата се сериозни, особено што Ѓоргиев не е единствен кој што проговорил за однесувањето и приватизацијата на Зоран Еврозаев во Струмица. Според најавите, во тек е формирање на друштво на оштетени граѓани од кланот на Еврозаеви, на кои, според тврдењата, запленувани се цели куќи за долг од 5.000 евра. Овој случај е многу сериозен, бидејќи семејната менувачница е истата она која Зоран Еврозаев ја споменува во легално обезбедениот видеоматеријал за случајот подкуп, цитирам, кај Вицето во готово во менувачницата, каде Зоран Еврозаев го подучува дека и овој бизнисмен, како и другите, со воспоставена практика за легализација на државното земјиште треба да остави по 1 евро за црквата од метар квадратен легализирано земјиште, а по 1 евро директно за заеви. За овој случај Зоран Еврозаев беше ослободен од политички репресираното судство. Почитувани, не запираат аферите и обвинувањата за нелегални однесувања на Еврозаев во Струмица, додека тој раководеше соопштината. Не запираат нито аферите за злоупотреба на актуелната позиција за ширење на таа иста кланска мрежа на државно ниво. Почитувани, нема ниедна кристална препорака да ја намали маката на граѓаните под јаремот на кланот на Еврозаеви. За ваквите дела и обвинувања институциите мора да се охрабрат и да реагираат. Граѓаните на Република Македонија не заслужиле ваква власт која работи исклучиво на лично богатење. Колку порано си замине од власт овој клан, толку порано институциите да проработат еднакво за сите, толку подобро за Република Македонија. Ви благодарам.